Бездомните куќиња пред Портија чекаат реконструкцијата на нивното единствено привремено засолниште во Скопје. Конкретно февруари годинава, градот Скопје го укина некогашниот стационар Вардариште и формира ново јавно претпријатие Лајка, кое треба да го преземе целиот третман на бездомните куќиња, да ја запази процедурата за нивна регистрација и вдомување, но и да понуди услуга како на пример привремено чување на домашни миленици. 8 месеци подоцна, ниту еден од овие планови не е спроведен, бидејќи планираниот објект се уште се реконструира. До почетокот на годинава комунална хигиена ги заловуваше скитниците низ Скопје, ги кастрираше и доколку никој не сака да ги вдоми, ги враќаја на локациите каде што биле заловени. Сега, без стационари екипи на терен, куќињата не се стерилизираат и нивниот број енормно се зголемува, предупредуваат активистите за заштита на бездомните животни. За 7 месеци нема никакви стерилизации во градот и тоа поттикна нови легла, многу нови куќиња на улица, за кои ние сами активистите, дел колку што ни се можностите, сами ги стерилизираме, кастрираме, ги подмируваме сами тие трошоци, градот ништо не прави за овие 7 месеци буквално. Значи стационарот не се гради, стационарот се реконструира. Значи до сега требаше да биде направен. Работата иде многу споро. Според проценките на Сдруженијето Анима Мунди пак, само од 100 нестерилизирани женки со репродукција, градот во една година може да добие дури 12.000 нови единки на улица. И екипата на Само Прашај МК затекна немаркирани улични куќиња и во строгиот центар на градот. Заведе директорка на новото јавно претпријатие Лајка, назначена е токму активистка за заштита на животните, но ниту таа, ниту пак од град Скопје не беа расположени да зборуваат пред камера. Изминатиот период има застој во стерилизацијата на куќињата поради извршувањето на градежните работи за реконструкција и проширување на стационарот. Покрај подобрувањето на условите во стационарот, град Скопје работи на целосно нов систем за работа со куќињата скитници, а воедно да се спречи механичкото зголемување на нивниот број преку спречување на така нареченото неодговорно сопствеништво. Минатата година во Скопје биле заловени нови 1300 единки. За годинава, иако побаравме бројка на заловени куќиња, не ја добивме. Напливот на улични куќиња без соодветен третман предизвикува нетрпеливост и кај животните, и кај луѓето. Во моментов, 144 граѓани го тужат градот Скопје и бараат парична оштета од ги каснало улично куќе. Паралелно, и активистите протестираат поради труењето и убивањето на уличните куќиња. Само да дозволи градот бесплатни стерилизации, дур се реконструира Лајка или Вардариште, не знам сега што е, нели? Значи треба да дозволат да направат договор со приватните ветеринарни станици, ние самите ќе се ги носиме да се ги стерилизираме, сами ќе се ги згрижуваме и сами ќе ги враќаме на локација. Толку. Тоа е нашето барање од сите здруженија. Никој нема проценка кога би бил готов реконструираниот стационар и кога ќе почне темелниот третман на куќињата скитници. Во меѓувреме, градот готви регистар на домашни миленици, за да се спречи неодговорното сопствеништво и преку чипови на куќињата на улица да може да се најде и да се казни сопственикот. Освен надлежните, и уличните куќиња никаде не брзаат. Тие се најмалку виновни што одвлекувањето на реконструкцијата на Лајка ја зголемува опасноста од нови напади кои ја празнат градската каса.